Господине Велјановски, колеги пратеници, почитувани земјоделци и агробизнисмени. Ја користам собранискава говорница како еден од ретките демократски медиуми во државава, за да ви ја кажам вистината во врска со Законот за земјоделство и рурален развој. Последниве 2 недели, власта, како и многу пати досега, најбрутално, модерно кажано, спинуваше, а народски кажано ги лажеше земјоделците и граѓаните преку најголемиот дел од медиуми кои што се под нејзина контрола, дека опозицијата е виновна зошто законот не се донесе. Почитувани земјоделци, едно треба да ви е јасно. Во ова собрание, пратениците од мнозинството никогаш досега не немаат побарано за соработка. Или пак да имаат прифатено нешто од конструктивните предлози кои што ги има понудено опозицијата. Баравме зелена нафта, баравме преку амандмани изградба на ладилници, на системи за наводнување, барав да ви се подобри пласманот, да имате да не биде откупот стихиен, да имате подобри цени. Ништо досега нема прифатено ова парламентарно мнозинство. Ако некој во ова собрание зборуваше дека земјоделството треба да биде над политиката, дека земјоделците прво се земјоделци, а потоа се ВМРО-вци, СДСМ-овци од други партии или неопределени, тоа бев јас. Но во ова собрание нема расположение од страна на владата, на власта за соработка. Од тука, ваквото дрско лажење на земјоделците просто ме навредува. На многумина и малку што има мислење дали на вистина опозицијата е виновна за неносењето на законот, им ја разјасни пародијата пред собранието. Таму имаше и флејти, и калинки, штикли, продадени лидери, имаше се, само немаше земјоделци. Но јас знам дека еден добар дел од честните земјоделци ги излажавте. За нив ми е најмногу жал, затоа што ги разбирам. Кога ќе си честен човек, карши гледаш, очекуваш исто така честен човек. Како да верува дека владата која што тој ја гласал, го лаже и му мисли лошо. Но ова е опасна игра, колеги од мнозинството, кога честниот неколку пати ќе биде излажан. Бегајте од неговиот бес. Вистината, почитувани земјоделци, е следна. Законот во собраниево не помина затоа што пратениците од ДУИ гласаа против и затоа што добар дел од пратениците од ВМРО ДПМН наместо во салата беа надвор пред салата. А не изненади и однесувањето на председателот на собранието, кој што за прв пат без да изброи колку вкупно пратеници има во салата, го стави законот на гласање. Се тоа беше знак дека овде постои некаков договор. Почитувани земјоделци, ако нешто најмногу ме разочарува, тоа е несериозноста на владата за оваа стратешка гранка. Замислете, наместо да ги решава проблемите во земјоделство, кој што се... Да бидеме коректни и многу... Почитувани земјоделци, оваа влада, наместо да ги решава проблемите во земјоделството кои што се навистина големи, има суша, цената на нафтата е многу висока, репроматеријалите, има стихиен пласман, над 100% е поскапена добиточната храна, што ги тера земјоделците, сточарите да го колат, да го продаваат добитокот. Се затварат свинјарски фарми. Таа владата се потерала по медиуми на пресови, организира контрапротести пред штабовите на СДСМ и собранието. Зошто? Само за да ги излаже земјоделците да собере политички поени. Всушност за нив земјоделците се покажа сето това време дека не се ништо друго, туку гласачка машина која работи на погон од субвенции. И после сите театри, повторно со дволичниот партнер изгласаа да помине нивниот предлог на измени на законот на земјоделство и рурален развој, оно истиот кој што предходно пред 2 недели не го изгласаа. И еве сме овде со уште една доза на расправија, бидејќи секако власта повторно не прифати ниту еден од амандманите кои што ги имавме предложено. Особено очекував дека ќе го прифатат амандманот за навремена исплата на субвенциите. Законскиот краен рок за исплата на субвенциите е 30 јуни и тоа е во ред, тоа е согласно европските правила. Но она што ние го бараме
исплатата на субвенциите да се одвива во текот на цела година, а не владата да чека крајниот законски рок и всушност да земјоделците добиваат како еднократна социјална помош, бидејќи истите пари веќе го немаат тој ефект. Нашиот предлог е сточарите субвенциите да ги добиваат во јули, после жетва, за да можат да купат поевтина добиточна храна и да влезат во зимата со храна за добитокот. Производителите на жито да земат субвенции во октомври за да купат нафта, заштитни средства, ѓубрива, едноставно да се подготват за есенската сејба. Лозарите и овоштарите во февруари пред новата сезона, градинарите во март, тутунарите знаеме по завршување на откупот. Ова барање го имаме од сите земјоделци и агробизнисмени. И на ваков предлог пратениците од мнозинството, колегата Ромео Тренов, Малишо Станковиќ, колегата Васко Пашовски, колегата Ванчо Апостолов, Реџел Исмаили од ДУИ, колегата Цуклев гласаа против. Еве, земјоделци, да видите колку тоа тие се грижат за вас да ги добивате субвенциите на време. Со усвојување на овој амандман, исто така, субвенциите ќе има и развојна компонента, бидејќи не е исто сточарот кога е после жетва. Еве, само еден пример ќе ви дадам, сточарите знам дека ќе ме разберат. Јачменот после жетва имаше лани цена од 12 динари за килограм. Ако тогаш им се дадеше субвенцијата, тие ќе купеа одредена количина која што ќе им требаше за зимото. Но субвенциите ги добија 8 месеци покасно, кога јачменот беше 22 динари за килограм. Значи купија половина помалку со исти пари. Овде нема веќе никаква развојна компонента. На овој начин, или на пример, сега пред есенска сејба, кога би имале пари земјоделците за да стават нафта во тракторот, би се изорале поголеми површини и ќе се намали бројката од 200.000 хектари колку што сега имаме необработени. За крај, бидејќи не прифативте повторно ниту еден амандман, особено сте против овој амандман за навремена исплата, јас ќе гласам воздржано, затоа што не сакам да бидам учесник во ваквата злоупотреба на земјоделците и уништување на домашното производство на храна. Одбивам да бидам соучесник во ваква погубна аграрна политика и да ви дадам легитимитет и натаму да ги крадете субвенциите како што имавме прилика да видиме на надзорната расправа. Завршувам. Субвенциите се државна мерка, а не партиска. Тие ќе ги има без разлика која влада да е. Разликата ќе биде што ќе се дава транспарентно и навреме. Повторно им се обраќам на земјоделците и агробизнисмените. Иако ништо не ни прифаќате како опозиција овде во собранието, нашата битка за нив не е залудна, затоа што имаат можност да видат како ќе работи новата влада. Ви благодарам.